Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Дали ракот на кожа секогаш се развива на бемка или пак може да се јави и на здрава кожа? Дали се јавува само на кожа која што била изложена на сонце или пак не мора да биде тоа така? При диагностицирањето, неопходен ли е преглед со дермоскоп или пак лекарот може да направи проценка со голо око? За ракот на кожата денеска зборуваме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Меа Медика, со големо искуство и наобразба во областа на дермоскопијата. Докторке, добре ни дојдовте во денешната Телма амбуланта. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Ајде веднаш да разрешиме првата дилема која што ја поставив и во најавата на емисијата, дали карциномот на кожата секога се јавува на бемка? Не, тоа е еден мит, бидејќи карциномот на кожа, поготово меланомот, сега за него зборуваме, всушност многу наликува на бемка, бидејќи е најчесто пигментиран. Инаку, клиничките студии докажуваат дека дури 70% од меланомите се развиваат на претходно здрава кожа, а само околу 30% на постоечка бемка. Така доколку бемката ја повредиме, еве постои страв меѓу населението од бемка која што ќе ја поткачат со нешто, па ќе прокрвари. Дали е тоа ризик за појава на карцином? Да. Тоа е најчестиот страв и причина поради која се јавуваат на преглед пациентите, меѓутоа најчесто е безазлено. Обично се повредуваат оние бемки што се малку испакнати како малинасти, тоа се така наречени дермални невуси, кои поради својата испакнатост всушност се најчесто изложени на траума. Што е тука најважно? Да се направи тој преглед за да се разреши дали на вистина станува збор за таков обичен дермален невус, бидејќи некогаш и меланомот во своите подоснешни фази од развојот може да наликува на таков тип на невус, односно да биде како едно јазолче кое лесно крвари дури и без траума. Значи, затоа е неопходно да при било каква повреда или траума или крварење од бемка да се јавите на преглед со дермоскоп, секако, бидејќи може да се пропушти евентуално меланом. Најчесто пациентите чекаат, да речем, па и по година дена пред да се јават на преглед, односно ги занемаруваат промените на постоечката лезија, обично тоа е пигментирана, значи почнува да ги менува боите, дури кога ќе прокрвари се јавуваат на преглед сметајќи дека се тоа што е претходно е нормално и очекувано, бидејќи нема никакви други симптоми, од типот на болка, чешање и слично. Значи, затоа овој карцином е всушност единствениот кој може да се види. Значи, ниту еден друг карцином вие не може да го видите, ниту со голо око, ниту со помош на дермоскоп, значи, бидејќи кожата е таков орган која ни е достапна на преглед. Затоа секогаш апелираме да пациентите без оглед дали имаат малку или многу бемки, да направат еден превентивен преглед еднаш во годината, да се направи проценка на целата кожа и да им се даде напастија за понатаму како да се однесуваат. Има пациенти кои што носат поголем ризик за развој на меланом. Тоа се пациентите кои што имаат повеќе од 100 бемки, кои што имаат во семејството блиско некој случај на меланом, кои што веќе или пак самите веќе имаат отстрането меланом. Исто така имунокомпромитираните пациенти кои што примаат одредена, например со трансплантациони органи, со трансплантирани органи, исто така се во таа ризична група. Значи не се секогаш и не е секогаш оној светол тип со светли очи. Така велат, оние со руса коса, црвена коса, кои што имаат доста пеги по лицето, имаат сини или зелени очи, дека тие се најизложени на ризикот карцином на кожа. Значи тоа е заблуда. Не е заблуда, значи тоа има своја тежина, бидејќи нивната кожа е многу чувствителна на сончевите зраци. Поради тој светол тен, всушност има помала количина на меланин во кожата кој на некој начин ја штити од негативните УВ зраци. Тие пациенти полесно горат на сонце. Изгорениците од сонце се еден од факторите за понатаму да се јави карцином на кожата. Меѓутоа, почесто тој тип карциномите на кожа поврзани со изгореници се од типот на немеланомските, а тоа се базоцелуларниот и сквамоцелуларниот. Додека меланомот се јавува почесто кога имаме интермитентно изложување на сонце. Значи, оние кратки викенд периоди кога имаме интензивна инсолација или пак користење на вештачки извори на светлина, каде што имаме УВА зраци, односно така наречените солариуми, кои што за жал се уште се популарни кај нас, а се веќе забранети во многу земји во светот, бидејќи нивното канцерогено делување е веќе докажано.
ги споменавте сончевите зраци. 90% од карциномот на кожа се јавува токму на кожа која што била оштетена од сонцето, но 10% сепак се јавува на кожа која што никогаш немала контакт со сонце. Токму тука е таа разлика меѓу немеланомските и меланомите. Значи тоа се два во ентитетот рак на кожа всушност бројува повеќе типови на тумори, од кои што најчести се базоцелуларниот карцином, кој што и најчесто е поврзан, асоциран со тие 90%, значи кожа изложена на сонце, бидејќи репетирачката и долготрајното, континуирано изложување на сончевите зраци всушност доведува до одредени нарушување на ниво на клетка и појава на малиген процес. Тоа се базоцелуларниот и во многу поретка мера присутен сквамоцелуларниот карцином. Додека меланомот можете да го сретнете на било кој дел од телото. Значи не само на откриените делови, бидејќи кај меланомот и генетскиот фактор игра голема улога. Во моментов можеме да видиме некои фотографии кои што се однесуваат на разните типови на карцином на кожа. Ке ги прокоментираме подетално подолу во емисијата, но сега би сакала да ви поставам прашање кое што исто така се однесува на ризик факторите и појавата на карцином на кожа. Значи кога го споменавте ги споменавте UV зрачењата. Тука е важно исто така важен ефектот на солариумите. Кој дел од светлината која што е присутна во солариумот ја оштетува кожата и предизвикува карцином? И каква форма на карцином предизвикува? Во солариумите воглавно се користат UVA лампи, значи извор на UVA светлина. Овој тип на сончеви зраци допираат подлабоко, продираат подлабоко во кожата и доведуваат до нарушување на ДНК материјалот во јадрото. Со тек на време доаѓа до кумулација на тие оштетувања на јадрото и едноставно појава на малиген процес. Клетката веќе на некој начин претерано почнува да се намножува и тоа е почетокот на малиген процес. Најголемата опасност кај малигномите е можноста од метастази. Значи, штом тој малиген процес ќе ја пробие онаа дермоепидермална граница помеѓу површниот слој на кожата и подлабокиот каде што се сместени крвните лимфните садови, веќе имаме можност за расејување на процесот, односно метастазирање во внатрешни витални органи, што понатаму води кон загрозување на животот. Затоа е многу важно да го откриеме меланомот во оние првични стадиуми кога се уште е во површниот слој на кожата. Значи кога не е пробиена таа бариера која на некој начин и ни гарантира дека само со неговото отстранување хируршко ќе на некој начин ќе дојдеме до излекување. Доктор, каде да се задржиме уште малку на солариумите? Дали изложување од 15 минути е штетно? Секое изложување, краткотрено, значи постојат само една серија. Секое изложување е штетно, затоа што една серија, 15 минути под тие силни зраци на UVA лампите во солариумот, тоа ви е еднакво како да сте на екваторот во вистинско пладно во 12 часот и да сте изложени 5 минути на тоа сонце. Значи ова е 10-кратно зголемен тој негативен ефект на зраците, бидејќи тоа е вештачки извор на светлина. Значи имаме концентрација на тие UVA зраци и оштетувањето е направено. Колку е помлада особата која почнала да се изложува на солариум и доколку има одредена генетика или пак светла кожа, можностите за појава на меланом, но и на сите други карциноми на кожа, базоцелуларниот, сквамоцелуларниот, сите тие, ризикот од појава на овие карциноми драстично се зголемува. Негде дури и до 75%. Но постои убедување дека е подобро да излеземе на сонце со подготвена кожа, малку потемнета, отколку со светла кожа? Па не, тоа е мит, бидејќи потемнетата кожа има заштитен фактор од сонце од само 9, SPF 9. Препораките за една квалитетна заштита е од минимум 30 SPF фактор, зависно од типот на кожата, кај посветлите и почувствителните кожи, PS-ката е секако препорачлива, така да 9 фактор не ви врши многу работа, значи не ви ја пружа потребната заштита. Можете да изгорите и ако имате претходно подготвителен така наречен тен, бидејќи ако се изложите на најсилното сонце, кожата, тие зраци продираат и понатаму и прават штета.
Така да секогаш користете исто ниво на заштита од сонце, бидејќи нивото на зраците, значи нивната јачина не се намалува со тек на време на изложување. Постои уште едно убедување меѓу народот кој што е поврзано со бемките и нивното отстранување. Велат немојте да ја отстраните бемката бидејќи ќе ви се развие на тоа место карцином. Така, тоа е едно од најчестите заблуди кои за жал се уште постои, обстојува и понатаму, дури кај помладите особи, и тоа води корени од едно старо време кога овој апарат не бил воопшто измислен и не бил нели во употреба, бидејќи овој апарат ни овозможува да го детектираме меланомот во најраните фази. Значи, дури и кога е само една пигментирана промена од 2 до 3 мм. Така, тоа го имаме и како илустрација, ќе можеме да го погледнеме. Од Реже ќе замолам да ја погледнеме фотографијата, како некогаш се диагностицирал меланомот, а во која форма денеска може да се види. Точно тука се гледа како биле диагностицирани првите меланоми. Како што ќе видите на првите две фотографии, тоа се веќе улцерирани, крваречки промени кои што имаат големи димензии, додека со внесување на дермоскопскиот преглед веќе доаѓаме, веќе од 2010-та па наваму, имаме лезија од само 3 мм, кое што дермоскопски покажува знаци дека тука нешто се случува и можеме да поставиме сомнеж за меланом, дури и со многу висока точност, што зависи од искуството и секако на образбата на оној што ја прави дермоскопијата, за да не се пропушти, нели. Со искуството тоа секако, нели, се станувате по, како да кажам, по-точен во диагнозите и ги препознавате лезиите уште во многу мала форма. Значи, тој мит потекнува од од 80-тите години, кога меланомите биле откривани со клинички преглед, значи со голо око, кога веќе е развиен. Ова е меланом во една напредната 3-та или 4-та фаза, кога дури можеби најверојатно веќе има метастази во локалните лимфни јазли или во други органи, и кога веќе ќе се отстрани меланомот, вие фактички на некој начин само последицата ја отстранувате, а она што веќе е расеано во организмот поинаку треба да се третира и да се пристапува, и обично имало лош исход. Меѓутоа, погледнете сега, ако вие отстраните лезија која има 3 до 5 до 1 сантим, зависно кога ќе дојде пациентот на преглед, немате никаков ризик, бидејќи колку е по-рано откриена лезијата, значи се додека е меланомот, како што кажа, во површните слоеви, вие немате опасност од расејување и метастазирање. Тука помага и тоа ABCD правило. Така, ајде сега тоа да го објасниме. Што значи ABCD? Така, значи тоа е правило кое што ни помага при правење на тој клинички, нели, преглед, но исто така и за само прегледот кај пациентите. Значи, значи асиметрија. Ако имате бемки или промени во боја на кожата кои што не се симетрични, значи не се уедначени, едната половина не одговара на другата. Ако под B бордерс ивиците се назабени, нерамни, неуедначени, исто така имате простор за сомнеж. Под С е за колорс или за боите. Повеќето бемки имаат уедначена една темно или светло кафена боја. Меѓутоа, меланомите имаат обично повеќе бои, кои што, значи, едноставно ви го привлекуваат вниманието. Може да има сина, може да има сива, црна боја, па дури и розева. Имаме и така наречени амеланотични меланоми. И под D е диаметерот кој веќе се напушта, бидејќи порано, нели, ова правило е веќе од 80-тите, се сметаше дека лезиите над 6 мм, нели, може да пројават клинички знаци за меланом. Меѓутоа, сега со помош на дермоскопот ние можеме да ги нотираме тие дермоскопски карактеристики за меланом уште кога е многу мал, значи уште кога е на почеток на развојот од 1, 2 или 3 мм, односно под таа граница од 6 мм. И под Е е еволуција, што исто така е мощно битно, можеби една од најзначајните правила, значи било каква промена која што се менува. Значи, дали расте значи, на површина, дали оди во висина, дали се лупи, било каква промена на некој израсток на кожата треба да ве заинтригира и да ве натера да дојдете на преглед. Со помош на дермоскопот, значи веќе можеме да ги детектираме промените кои што и не ги задоволуваат овие критериуми, како што беше на последната слика каде што имаме повеќе меланоми. Во најгорниот ред се оние што се така
клинички видливи. Потоа имаме овие што се клинички суспектни, значи што имаат ABCD некои критериуми. Меѓутоа во последниот ред, ако забележавте, тоа сите си личат една на друга. Значи веќе ABCD правилото не го исполнуваат, меѓутоа ние со помош на дермоскопот можеме да ги препознаеме карактеристиките за меланом или базалиом или било кој друг карцином и да поставиме сомнеш за малигно заболување и една негова итно ексцидирање, односно хируршко отстранување. И уште едно правило се наметнува сега, бидејќи ABCD не е доволно, тоа е elevated firm and growing. Значи, било која подигната, елевирана промена која е цврстена палпација и расте во континуитет од 30 дена и повеќе е знак за аларм и треба да се направи проверка кај дерматолог. Да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна. 3076 677 е телефонскиот број на кој што можете да не добиете, да се вклучите во програма и како вообичаено да поставите прашање на темата на која што говориме. Доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог со големо искуство во областа на дермоскопијата, е наша денешна гостинка. Таа ќе даде конкретни совети, препораки поврзани со сето она што вас ви интересира, а секако и со она што е дел од зацртаниот концепт во денешната емисија. Кога ќе ви дојде пациент со повеќе од 50 бемки, како го правите прегледот? Дали треба секоја од нив да се прегледа? Да. Сите? Точно, секогаш. Има некој со повеќе од 100? Без оглед. Значи, ние ја проверуваме целата кожа. Тоа е прво правило на прегледот, да се стави дермоскопот на секоја промена. Не само на оние што клинички, односно со голо око, изгледаат сомнителни, како што веќе рековме со тоа ABCD правило. Обично 10 до 15% е бројот на луѓе кои што имаат повеќе од 100 бемки. Значи, тоа не е секојдневна пракса. Меѓутоа, без оглед, ако ви дојде пациенти со 10 и со 100 бемки, вие го правите истиот преглед. Значи, имаме потполно ист пристап. Како изгледа прегледот? Еве, можете ли да ни кажете? Ова е Значи, дермоскоп? ова е дермоскоп, тоа е тој рачен микроскоп, всушност, кој што има вграден извор на ладна светлина. Добра. И се прилепува до кожата и се посматраат структурите со зголемување од 10 пати. На тој начин можеме да направиме анализа на какви промени има во таа дали е бемка, дали е некое црвено јазолче, дали е нешто со боја на кожа. Значи, буквално различни типови на промени можеме да дијагностицираме со помош на дермоскопот. Доколку тоа не ни е доволно, или особено ако имаме пациенти што имаат повеќе од 100 бемки, каде што многу бемки се малку чудни, па треба да ги следиме, во тој случај правиме дигитална дермоскопија. Значи, онаа слика што ја гледаме преку дермоскопот, ја префрламе на компјутер и можеме да постигнеме 100кратно и повеќе од тоа, зголемување на структурите и да бидеме сигурни нешто да не пропуштиме. Освен тоа, со помош на таа фотографија, кога ќе дојде пациентот на контрола после 3 или 6 месеци, ја правиме нова фотографија со новата дермоскопија и правиме компарација. Споредба. Да. Ако има промена, било каква промена во рок од 3 месеци, тоа значи дека имаме тука нешто се случува сомнително и обично препорачуваме да се таа промена извади, односно бемката или под наводници туморот кој што го гледаме. Доколку нема никаква промена, значи бемката е во ред, само така малце чудно изгледа, нели можеби не е сосема симетрична, има две бои и слично, продолжуваме со контроли. Овие контроли се многу важни, значи особено кај пациентите кои што имаат многу бемки, бидејќи на тој начин може да откриеме така наречени бавно растечки меланоми. Значи имаме меланоми кои се откриени со тоа следење и компарација на фотографиите дури и после 3 до 5 години. И тоа секогаш во таа првична фаза. Меѓутоа, ја имате фотодокументацијата, значи таа дигитална дермоскопија која ви помага да видите како почнала таа бемка под наводници да се развива и до како се променила, за да можете да поставите дијагноза во вистинското време и сепак тоа да биде се уште доволно рано, значи да биде инситу. Кога е најдобро, нели, локализирано. Да се отстрани меланомот без никакви последици. Од друга страна, пациентите кои што веќе имаат извадено меланом, кај нив исто така е многу важно да се прават тие редовни контроли. Првата година од отстранувањето треба да бидат на 3 месеци, некогаш и првите 2 години, а потоа продолжуваме на 6 месеци.
Зошто? Бидејќи во првите 3 години од отстранувањето на меланомот, можноста од појава на нов меланом или рецидив, односно враќање на стариот ексидираниот меланом е многу висока, оди до 10%. И затоа е битно, значи, после отстранувањето на меланомот, пациентите одат на контрола кај онколог или кај пластичен хирург, меѓутоа пластичниот хирург може да направи проценка само на местото кај што е отстрането, на лузната, дали има промени. Додека вие со дермоскопот ја прегледувате целата кожа и може да најдете нов меланом или друг тип на карцином на кожа, зависно кој е ризикот кај пациентот, или пак на самото место со 10-кратно зголемување, да ја видите првата пигментна точка од појава на враќање на меланомот. Значи, тоа со голо око не може да се направи. Затоа апелирам до пациентите кои веќе имаат отстрането меланом да одат на редовни прегледи кај својот дерматолог, а потоа да се консултираат, бидејќи онколозите всушност се вклучени во терапијата само на оние меланоми кои што се отстранети во 3-та и 4-та фаза. Значи, каде што имаме веќе метастази во регионални далечни лимфни јазли и метастази во далечни органи. Значи, тука имаме веќе дополнителна терапија, секако и тогаш онколозите ја водат тој дел од контролите. Додека сите што се во прва и втора фаза всушност е доволно да одат на дермоскопски преглед кај својот дерматолог за преглед на целата кожа, не само на местото кај што е отстранет меланомот, за било која нова промена да се биде навремено забележана. Навремено да биде отстранета или можноста од рекуренција да се навреме да се открие и доколку е потребно да се изврши реексцизија. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Лепо здравувам. Ви благодарам. Некои прашања да поставам, 2-3 да речеме. Секако се повелете. продава, бидејќи спомнавте тоа, нели, зрачење со лампи овоно. Во центар се продава, колку што сум слушнала од пријателка, една лампа која што денек за синусите и дека не била штетна, била безбедна. Сакам да прашам дали на вистина, а скапа е, кошта скапа, дали на вистина е безбедна, дали стварно не зрачи таја. Тоа е прво прашање. Второ прашање. Јас лично имам многу такви, како ги велите, невуси. Ако рече докторката 100, може би повеќе. Сега како дојде оваа ситуација со ова, значи не одам на доктор, не сум мрднала, а ми се случила да ми се откозна нека од тие. И тогаш во тој момент нормално се прашам и не знам што да правам. Така да ми се кајки ми се случило, отисе многу, не можам да се допазам. Така. И сега трето прашање, не знам што да правам во тој случај, што да намачкам, да ставам нешто, тоа сакам да прашам. И како трето сум лаик во овој, да речем оваа струка, ако надвор на кожата се уваат вакви, нели, израстени тоа се, а нели телото наше иначе има кожа, нели, да речеме цревата, другите органи. Дали се случува и таму да се појават такви некои? Меланомот дали може да се јави и во некои други органи како што се цревата? Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, докторке. На првото прашање лампа за зрачење синуси. Мислам дека таа не користи УВА, нити УВБ зраци, што не ги користите, не би требало да биде опасна. А што се однесува до многобројните израстоци кои се откорнуваат кај повозрасните луѓе, тоа се најчесто себороичните кератози. Меѓутоа, мора да се направи преглед за да се диагностицираат со дермоскоп, да се каже да ова е кератоза и понатаму да се превземе нивно отстранување доколку сметаат. Најчесто нели се откорнуваат, ги загрижуваат пациентите, така да со еден обичен преглед со дермоскоп и евентуално криотерапија може тоа да се надмине. Бидејќи постои и група на потешко, како велиме, меланоми кои наликуваат на себороични кератози, така да мора да имаме искусно око за да направи добра проценка на сите тие себороични кератози кои знаат да бидат повеќе од 50 на една мала регија, најчесто на грбот, под градите, но исто така и на лицето, многу потоа на поглавината кај мажите кои веќе нели немаат коса за заштита, така да тука мора да се направи една добра проценка и со време да се делува, бидејќи покрај овие
себороични кератози, има и актинични кератози, кои што се директно условени од сончевите зраци, обично на поглавината кај возрастни мажи, и за нив треба со време да се делува, бидејќи се преканцерозиеден вид. Значи треба да се отстранат со криотерапија или со некој друг модалитет, за да не преојдат со тек на време во известна нели посериозна малигна состојба на сквамоцелуларен карцином. Доколку се откорне некој од овие кератози, треба се мачка со нешто? Па мора да се види што е. Ако е кератоза и е само повредена, може со локален антибиотик неколку дена да заздрави, меѓутоа мора докторот да процени за што станува збор. Бидејќи видовте како изгледаат тие меланомите чудно, доколку го ставите дермоскопот, веќе веднаш знаете дали е тоа кератоза или не. И веќе сме посигурни, го испраќаме пациентот нели смирен дома дека тоа се работи само за една бенигна промена. Пред да го вклучиме следниот гледач, само едно прашање кое што се однесува до кератозите, има најразлични креми на природна база за нивно отстранување, што велите за тоа? Не, бидејќи пак е тоа во домашни услови, значи не е стручно направено, може да се направи штета на околната кожа, така да плюс тоа претходно не е диагностицирано точно за што се работи, бидејќи ние имаме една да не кажам гама од бенигни и малигни тумори, израстоци на кожата. Сега зборуваме за најчестите, меѓутоа имаме многу поретки тумори не само на кожата, туку и на потните жлезди, на лојните жлезди, на влакнениот фоликул, на сите тие структури од кожата може да се јави бениген или малиген тумор. И само вашето искуство и признање може да помогне при проценка за кој тип на тумор би можело да се работи и што е најважно да знаете дали тој тумор може да биде малиген или со тек на време да малигнизира или пак е примерно бениген само, значи кога веќе ќе го утврдите. Затоа е битен нели прегледот секако со дермоскоп за да може да направите добра проценка за што станува збор. Ајде да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас, до студијата и до гледачите. Имам едно кратко прашање за базово-целуларни типови на тумори. Дали како се диагностицираат? Дали е само визуелниот метод или постои друг начин, значи пред да се реши човек да оперира такво нешто, пошто е на лице? Така. Ви благодарам за вклучувањето, докторке, како се диагностицира базоцелуларен? Со дермоскоп. Со дермоскоп? Значи, дермоскопот веќе има примет на диагностика во сите кожни заболувања, не само туморите, бенигни, малигни, туку и на кожните заболувања од типот на псоријаза, екцема, дали е питириазис розеа, парапсоријаза, дали е скабиес, значи и кај инфективни, и кај инфламаторни, кај многу други заболувања на кожата, со помош на дермоскопот веќе се етаблирани структурите кои што може да ни помогнат во диагностиката, што е исто така еден вид револуционерно во нашава пракса. Што се однесува до прашањето? Значи, базоцелуларните карциноми се најчестиот тип на рак на кожа. Обично овој тип, значи рак на кожа е да кажеме, значи сите малигни заболувања од останатите органи се на второ место за сметка на карциномите на кожа и тоа 70% од нив се базоцелуларни. Тоа се карциноми кои што се јавуваат обично на откриените делови. Значи, оние делови што се на сонце изложени подолго време, во подолг период. Што значи тоа на лицето? На лицето најчесто, но може да се јават и на грбот, на рацете, дури и на нозете. Може да се јават на места кои што се покриени со коса? Може, меѓутоа поретко. Значи мора да биде тако поретка коса за да имаме допир на UV зраците, бидејќи базоцелуларниот е стриктно условен од таа изложеност на UV зрачењето. Има повеќе типови на базоцелуларни, има површински, има така наречени филтрирачки, морфиформни кои личат дури на лузна и има најтипичните се како едно јазолче кое што малку просветлува, дури може да биде и со боја на кожа. Дермоскопот овозможува не само да се детектира дали станува збор за базалиом, базоцелуларен карцином, туку и кој тип на базоцелуларен карцином, за да можете вие понатаму да знаете како да го третирате. Кај базоцелуларниот карцином, бидејќи нема скоро никаква можност за метастазирање и е површински еден процес, да кажам, само во епидермисот,
може да се третира и на друг начин со помош на локална терапија, меѓутоа само суперфицијалниот или пигментниот тип на базоцелуларен карцином, што може да го разграничиме со помош на овој дермоскоп. Овој тип на површински и пигментирани базоцелуларни карциноми многу често се јавуваат кај помлади луѓе, особено кај жени дури во втората и во третата деценија. Последниот пациент што го имав со базоцелуларен карцином на поглавината беше само 26 години. Тој карцином, сметајќи го како една инфламаторна или некоја кожна промена, како дерматоза, успеал да се развие во размери од повеќе од 1 сантим. Доколку тоа го пратите на пластична хирургија, ќе се направи голем дефект. А со помош на дермоскопот успевате да класифицирате дека се работи за таа површна форма, пигментна, која што одговара и на локална терапија, и на тој начин го спасувате пациентот од хируршка интервенција, а го решавате и проблемот со карциномот. Овој тип на карциноми исто така предизвикува многу страв кај пациентите, меѓутоа не би требало да е така, бидејќи иако се работи за рак на кожа, тој има многу бенигна природа, не метастазира. Не метастазира, туку има само еден локален деструктивен раст. Меѓутоа тоа не значи дека треба да го оставите да се развива, затоа што колку повеќе расте, толку поголем дефект понатаму може да направи. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Продолжува денешната Телма амбуланта, зборуваме за карцином на кожата со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Меа Медика. Докторке, како да се заштитиме од појава на карцином на кожа? Постои ли начин за тоа? Во основа, што може да направиме? На гените не може да делуваме, меѓутоа на изложувањето на сончевите зраци секако дека можеме да делуваме, да се заштитиме со тоа што би користеле. Јас препорачувам во континуитет, особено за откриените делови од лицето, значи преку целата година, не само во тек на летните месеци. Значи во зимските месеци? Точно, и во зимските месеци сонцето сјае. Низ облаците поминува и сонцето. Сега со ова загадување можеби не во таа мера, меѓутоа тоа пак носи други негативни страни. Така да основното што може да го направите е да користите SPF 30 соодветен на вашиот тип на кожа, особено на лицето и на откриените делови на телото. И доколку тоа го правите во континуитет редовно, го намалувате ризикот за појава на карциноми во подоснежната возраст за дури 50%. А што е со химикалиите од средствата за сончење кои што доаѓаат во контакт со сончеви зраци, UV зраци, дали може тука да настане некаков проблем? Некои од тоа се плашат, за тоа прашав. За жал, тоа е пак според мене одреден мит, бидејќи во основа досега нема ни една клиничка студија која кажала дека некој што ставал континуирано, еве јас како личен пример, значи во континуитет постојано од 20-та година на лицето ставам заштитен фактор 30 минимум. Значи нема клиничка студија направена која кажува дека поради таа редовна употреба вие сте добиле карцином. А од друга страна имате илјадници клинички студии кои ја докажуваат директната поврзаност причинско-последично со хистолошки, со парчиња од кожа гледани под микроскоп кои ги докажуваат тие промени во најситно ниво од јадрото на клетката, значи буквално како да кажам, го докажува негативниот ефект. Затоа велиме канцерогено делуваат. Значи тоа канцерогено е докажано со таков тип на студии. Така да според мене, доколку има одредени лица кои што се почувствителни на одредени конзерванси што се користат во тие заштитни креми, меѓутоа и за нив има опција на органски или пак овие што се минералните филтри, не прават дополнителна иритација на кожата, а пружат соодветна заштита. Така минералните да споменеме, де се апсорбираат во кожата, прават, имат ефект на огледало, ги одбиваат. Тие се најприфатливи зрачи. Имаме гледач, да го вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Би сакала пред се да ви посакам срикни празници и да поставам прашање. Доцна се вклучив во програмата. Мислам дека нема да сгрешам. Дали меланомот спаѓа во рак на кожа и
дали изгледа како отворена рана или како подкожно црно ткиво. Затоа што татко ми умре од меланом кој метастазирал во центарот за говор и престана да зборува и доби епилептичен напад на крај. Така. Па сега ви интересира како може да се забележи, како може да изгледа? Да, и дали е тоа предиспонирано начинно. Генетски. Так. Во првиот дел од емисијата појаснивме, но и доктор Вирче ќе сублимира уште еднаш, повелете. Ете, за жал тоа е пример во кој што меланомот не бил детектиран на време, значи како промена на кожа која дури била црна, едната или улцерирана крваречка, значи веќе развиен меланом во една трета, четврта фаза кој веќе почнал да се расејува и на крај завршил за жал нели со несакан исход бидејќи метастазирал во централниот нервен систем. Значи меланомот е најопасниот, да не кажам најмалигниот рак воопшто. Бидејќи може, поготово ако се работи за, бидејќи имаме нели некои побавно ширечки, но имаме и некои кои што се многу агресивни. Значи тоа е така наречениот нодуларен меланом на пример, кој што има толку една агресивна биологија да може во рок од 3 месеци да направи метастази во внатрешните органи. Кај пациентот најверојатно се работело за површно ширечки, меѓутоа тој постепено се развил во рана која крварела, значи ги достигнал сите фази на развој за да на крај за жал заврши со метастази. Значи затоа е неопходно да со овие редовни превентивни прегледи се детектира било каква промена на кожата додека е уште 2 до 3 милиметри, значи да не стигне до оваа фаза и со тоа би се заштитил човечкиот живот. Тоа е главната цел на оваа дермоскопија и на целата моја работа. Значи, со сето она што го правиме во промоција на дермоскопијата, на свесноста за овие карциноми на кожа и нивното постоење, дека може така лесно и едноставно да се детектираат, да се спаси човечкиот живот, да не се дозволи да се развива карциномот пред нашите очи. Доколку некој во семејството има ваков случај, колку често треба да се прават контролни дермоскопски прегледи? Се препорачува да сите во семејството, каде што имаме, значи во блиското семејство, како во случајов, да се направат превентивни прегледи, првично на 6 месеци да се направи проценка за динамиката, за типот на бемки, бројот на бемки, тип на кожа, други поропрадни, исто така, нели да речем фактори на ризик, да се направи една евалуација и понатаму еднаш годишно би било сосема доволно. Меѓутоа, секогаш се препорачува да тоа биде во континуитет, бидејќи не знаеме нели тој ризик кога би станал евидентен и во која мера е нели тој ризик висок. Имаме уште еден гледач, а многу малку време. Јас ќе го замолам да биде прецизен со прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав, сакам да прашам докторката. Повелете. Јуни 2019 правев операција на челото и диагноза хемангиона капошиформе во пределот на челото. Добро. Сега, од тогаш добро се осеќам без на контроли и тоа ме интересира дали е поврзано со крвни садови. Така, што е хемангиомат? Тоа ви интересира. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Хемангиомот е поврзан со некој од овие болести за кои што зборуваме или не? Ова е еден вид на бенигна, доколку е хемангиома капошиформе. Значи би требало да е, ако е само хемангиом, бенигна е промената и е составена од крвни садови. Меѓутоа капоши саркома е веќе друга диагноза, така да тоа е малце да речам поризично и потребни се редовни контроли и да се направи проценка нели зошто кај овој пациент се јавил таков тип на тумор кој што е можна редок во нашата земја, да. Кога зборуваме за контролни прегледи со дермоскоп, колку време тие траат? Еве некој ако има на вистина голем број бемки. Може би цел ден треба да остане на преглед. Значи се тоа зависи од искуството на дермоскопистот. Доколку вие сте на почеток, имате пациент може и со 3 бемки да ги гледате подолго време, ако не сте сигурни во она што го гледате. Значи со тек на времето, вашето око се навикнува на она што го гледа и прави веднаш
една евалуација што всушност гледате. Дали е бенигно, дали е невус, дали е чериангиом, дали е кератоза, дали е папиломче, дали е можен базоцелуларен карцином од само 2 мм или пак постои сомнеш за меланом. Така да и најдолгиот преглед максимум трае 15 до 20 минути. Значи кај искусен лекар кој што Тоа работи зборам, за рачна дермоскопија, значи преглед на сите промени на кожата, без оглед дали се 15 или 115 или повеќе од тоа. Доколку е потребна дигитална дермоскопија, каде што треба да се фотографираат и да се пренесат на компјутер, значи да се зачува дермоскопската слика на одредени промени, тоа веќе трае подолго време и бара исто така подолготрајна евалуација, па понатаму споредување и така. Треба да се направи компарација. Меѓутоа, во основа е многу краток преглед, бидејќи, како што реков, само 10 до 15% од населението ги има толку многу бемки. Треба да се јават на контролни прегледи тие со мал број бемки? Сите. Значи, еден иницијален преглед, превентивен годишен е препорачлив за сите над 18 годишна возраст. Кај децата немаме многу ризик фактори, меѓутоа веќе над 18-та година се препорачува превентивен преглед еднаш во годината, како што е за карцином на дојка, карцином на простата и останатите скрининг прегледи, зашто се трудиме да го внесеме и овој преглед, кој што е толку едноставен, не е болен, не е инвазивен, не треба вие претходно да се подготвувате. Само доволно е да знаете, да видите како изгледа и веќе многу полесно ќе се решите да го направите. Ви благодарам за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам и на вас и само да посакам среќни новогодишни празници и се надевам 2022 ќе ни донесе крај на оваа пандемија. Дај Боже. Почитувани, тука го